Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Дарко Лешовски, поет од помладата генерација кој е активен на социјалните мрежи. Дали во нашата држава има една релаксирана состојба за вас, поетите, за да може да се занимавате со творештво, или има отворени и нерешени прашања кои ја чинат и стабилноста на државата, како што е актуелната политичка криза за која што сме обременети, и дали ова ги прави и поетите некакви коректори на политичарите и имаме поезија со призвук на политика? Прво не се перцепирам како поет, од секогаш ми било тоа како една абстрактна именка, збор, професија ми било секогаш абстрактно нешто неопипливо. Но од друга страна не е релаксирано, никогаш не било. Од сосема трета страна и друг агол, тоа е добро на одреден начин, мислам во една первертирана смисла на добро, затоа што нели кога бродот се бранува има некаква акција и може да се црпи нешто. Сведоци сме дека низ историјата најдобрите дела произлегуваат од многу турбулентни периоди. Има оние шаблонски цитати, вика уметноста никогаш не доаѓа од среќа, од благосостојба, во рајот е досадно, нели? Колку креативните луѓе на вистински начин го кажуваат својот став. Сведоци сме дека има реакции на социјалните мрежи, но колку е тоа доволно да се биде активен чинител за да се променат состојбите во општеството? Кога бев мал, дедо ми ја кажуваше една приказна нонстоп за берберот на царот. Царот имал долга коса и го пострижувал само еден бербер. Пред крајот на животот, берберот почнал да станува апатичен, да избегнува да се среќава со царот, да избегава да си ја врши својата работа. Се дури не му кажал на својот внук, не знам сега дали дедо ми така намерно ја конструираше приказната, детенце многозаколно му рекол нема да кажеш ова што ќе ти кажам. Знаеш, му кажал, нашиот цар има козји уши. Ајде одиме, му кажал, во дворот кај нас ќе откопаш една дупка и таму ќе викнеш царот има козји уши. И ќе ја закопаш и ќе ти помине. Така го гледам јас тоа со социјалните мрежи и со сета таа, како да кажам, ненасочена активност на право место. Едноставно се кажуваат луѓето ќе им помине и толку. Од бомбите што ги објави опозицијата, креативните луѓе извлекоа креативни записи, имаше и техноверзии, но колку јавноста беше исплашена и погодена од тоа дека приватноста е веќе мит во оваа држава и колку е тоа сериозен удар врз демократијата? Не мислам дека граѓаните беа засегнати толку за приватноста, колку за сето тоа што го слушнаа. Епилогот и најстрашното тоа е веќе имаме луѓе кои не им веруваат на своите уши веќе, не им веруваат на своите очи. Мене се што ме, ајде да кажам, интересира како обичен граѓанин или поединец е точно или не е точно, толку, нема ништо. Кој според вас е начинот на кој што уметниците може да бидат повеќе присутни во јавноста? Без разлика од која страна, дали е од власт или од опозиција или воопшто од некоја политичка структура, толку го сведоа, мислам, ги тргна, како да кажам, обичните луѓе или интелектуалците или стручните лица, толку ги маргинализира, што веќе сосема е небитно колку и да е радикален некој став или мислење, се трга на страна. Јас имав не знам ни дали ми е познаник човек, вика, убаво си пишуваш, дечко, постаре од мене, убаво си пишуваш, се супер, зошто се плеткаш во политика или тргни тоа на страна, некако се стигматизира политиката.
Добро, му викам во ред, поет не лечи тоа. Кочо Рацин е пред се љубовен поет и така сакам да го перцепирам. Но од друга страна, има ли пополитичка поезија од неговата, од тутуноберачите? Не вика дека е социолошка поезија. Социолошка е политичка. Дали освен за студентските и средношколските протести и за останатите работи имавме некаква поголема критична маса за да се стествуваат поголеми чекори? Значи не е толку проблемот во масата, јас никогаш не ги поставам така работите, не е целото тоа збир. За мене нема поголема маса од протестот кој што 200.000 луѓе ако сака нека има на улица, но за мене беше поголем протестот се нека проштева мажот на жената која почина во Гевгелија на гинекологија, зарем треба да има 200.000 за него? Мислам, солзите на очи кои што му беа заради нешто недопустливо, мене не ми значи дали има зад него 200.000 или ќе биде еден и ќе викне и ќе... знаете, има еден пример од кој што сум го читал, кога советските тенкови влегуваат во Прага, ја окупираат Прага, на Црвениот плоштад во Москва излегле само 8 мина да протестираат. Дека тоа не е руска земја, дека Советскиот сојуз нема право да го прави тоа. После од тие 8 мина трага не се знае, глас не се знае, нели? Имајќи го во предвид тогашното политичко раководство, но историјата докажала дека 8 мина биле во права наспрема сите други. Но не сме видели јавноста да издейства, да понесе одговорност некој од носителите на функциите. Каде е проблемот? Во тоа што луѓето се плашат, не се заинтересирани, притисоци? Пред се мислам пак ќе, колку и нека бидам погрешно сватен, пак ќе кажам проблем е во таа недефинирана именка која од секојаш ми сметала народот. Мислам дека пред се ни се первертира мислењето и животот стана многу ефтин. Затоа е толку здравството лошо. Гледаме дека може да се стигне, не знам, на мои години имаме министер. Извинете, ама дедо ми на мои години или татко ми да му каже кога беше малце поинаку и домашно воспитување се, јас ќе одам министер ќе ми кажеше мочко еден. Мислам, извинете на израдов, ама тоа е така и мислам дека колку повеќе ќе почнеме да си го цениме животот, колку повеќе ќе гледаме наназад, чекај што си постигнал ти, што си направил, колку си образован, кое ти е искуството, толку подобро ќе ни биде и образованието, и политиката, и воопшто и социјалниот контекст, економскиот пред се. Македонија 20 години живее стоејќи пред вратите на Европската Унија со нерешено прашање со спорот за името, со проблемот на невработеноста. Колку моменталната политичка ситуација дава надеж дека има излез од оваа состојба и од кој аспект вие сте најзасегнат? Од кој аспект сум засегнат? Од секојдневен секаков аспект. Пред некој ден зборевме баш со еден другар дека кога бевме помалечки се манипулираше со некои години како 2016 Македонија ќе влезе веќе во Европска Унија, 2018 и толку далечни ни се гледаат тие години, а сега ги живееме. Мислам дека треба да се сече во смисла да се донесуваат одлуки и да се сносуваат последици. Ако тргнеме наназад сите оние одбрани на македонскиот идентитет со, не знам, со она комитското слобода или смрт, што е тоа ако не е пресекување, пресек или мислам дека многу долго сме во една апатична ситуација како човек кој многу долго спиел, па е се поуморен, па пак спие, па е се поуморен и имаме многу вчера. Благодарам на разговорот. Фала ви вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.